Драги гледачи, добре дојдовте. Денес среда, а јас сакам кога емисијава ќе ја стартуваме позитивно. Затоа останете пред малите екрани и ве со што денес ќе го задржам вашето внимание. За лечење на кандидата е потребно да имате упорност и волја. Таа може да се држи под контрола, но со соодветен режим на исхрана. А еве, која исхрана се препорачува? Ако се борите со кандида, морате подитно да го исфрлите шеќерот, кафето и млечните производи. Исхраната игра многу важна улога во лекувањето на кандидата. И многу е важно да внимавате што јадете, паралелно со земањето на припишаната терапија. Должината на диетата ќе зависи од трењето на симптомите и нивната јачина, како и од општата здравствена состојба. Многу луѓе чувствуваат подобрување по 2 до 4 недели од диетата. Исхраната треба да биде богата со растителни влакна, а најважно е да се исфрлат рафинираниот шеќер и јаглехидратите, кои го потикнуваат растот на габите. Во текот на првите 2-3 недели од диетата се препорачува внесот на јаглехидрати да се намали на 20 до 60 грама дневно. Потоа, кога симптомите ќе почнат да се губат, внесот на јаглехидрати може постепено да се зголемува. Храната која се препорачува за оваа диета и која содржи ниска количина на јаглехидрати е следнава: месо, пилешко мисиркино, морска храна, јаткасто овошје и зеленчук што не содржи скроп. Забранета храна: шеќер. Најдобро е да се исфрлат сите форми на шеќер, бидејќи го потикнуваат растот на кандидата. Внимавајте на присуството на шеќер во сите јадења, посебно во готовите. Забранети се белиот и кафеавиот шеќер, медот, сите намирници кои содржат шеќер, како и бисквити и колачи, и се останато што е благо во каква било форма. Овошје содржи природни шеќери, кои исто така го потикнуваат растот на габите. Исфрлете го замрзнатото и суво овошје, овошните сокови, портокалите и дињата. Квасец. Се исфрла целата храна која содржи квасец, пекарски и пивски квасец. Сите пекарски производи, како и производите од бело брашно. Можете да користите пекарски производи. Оцет. Оцетот се добива со култури од квасец, па затоа исто така треба да се исфрли сите видови на оцет и се што може да содржи. Забранети се алкохолот. Исто така содржи шеќер кој е потребен за раст на габите и затоа се исфрлаат сите видови на алкохол. Кафето и црниот чај исто така не се пожелни. А можете да консумирате пијалоци, како обично вода, свежи сокови, растителни чаеви и супа од зеленчук. Месо и месни производи. Треба да се исфрлат сите месни производи и останатата преработена храна е непожелна. Храна која се внесува во умерени количини. Млечни производи. Кандидата може да влие на метаболизмот, на мастите и затоа треба да се намали внесот на млечни производи. Се исфрлаат следниве производи: кравјо млеко. Освен видовите со ниска содржина на лактоза, како моцарела. Пијте органски немасен јогурт, кој содржи поволни бактерии. Храна која се препорачува: треба да јадете здрава храна која не содржи габи и мувла. Интегрални житарки како кафеав ориз, просо, јачмен, свеж зеленчук. Многу е корисен зелениот зеленчук, подготвен на парја. Природното, чисто маслиново масло во мали количини го спречува неприродното размножување на габите.
Лукот, свеж или кратко обарен, исто така помага при отстранувањето на кандидата од цревата. Зеленчук, сите врсти на зеленчук, свеж или варен. Зелена салата, домати, зелка, кромит, лук и сите оние сокови без додаток на шеќер. Се препорачува внесување на храна богата со влакна, како житарки, овесни снеголки, брокула, зелена и црвена зелка, може и компир во умерени количини. Овошје, лимонот е посебно корисен. Месо, живина, дивеч, риба, ракови, како и бистра супа. Но исто така се препорачува секојдневно внесување на мала количина на намирници, како обичен јогурт. Овошниот е забранет, бидејќи содржи шеќер. Цвекло, морков и јаболко. Одличен микс, односно волшебен напиток против сите болести. А еве и зошто. Овој едноставен напиток своите волшебни својства ги должи на присуството на два скромни вида зеленчук и само едно овошје. Што ќе добиете кога заедно ќе измешате сокот цвекло, моркови и јаболка? Па ништо помалку од волшебен напиток кој стекна светска популарност поради своето неверојатно влијание врз здравието. Прв пат почна да се употребува во рамките на традиционалната кинеска медицина, во лечење на рак на градите и разни други заболувања. Треба да го споменеме и Рудолф Бруис, познатиот алтернативен доктор од Австрија, кој целиот свој живот го посветил на пронаоѓање најдобар природен лек против карциномот. Тој дојде до заклучок дека малигните клетки можат да преживеат само со помош на тврда исхрана. Тој осмисли терапија во траење од 42 дена, кога пациентите можат во својот организам да внесуваат само чаеви и посебно сок од зеленчук, каде главната состојка е токму цвеклото. Со помош на оваа метода, тој има излечено преку 45.000 луѓе од рак и други неизлечиви болести. Овој едноставен напиток своите волшебни својства ги должи на присуството на два скромни вида зеленчук и еден вид овошје. Нивните лековити својства им се познати на многумина. Јаболкото изобилува со витамините А, витамините Б, С, Е и К, односно со минералите цинк, магнезиум, калиум, калциум, фосфор, натриум и железо. Благодарение на високото присуство на јаглехидрати, особено на фруктоза и гликоза, јаболкото го снабдува организмот со енергија и спречува замор. Поради високото ниво на витамин С и антиоксиданси, јаболкото има силно имуностимулирачко дејство. Многу е ефикасно во борбата против вируси, бактерии и слободни радикали. Го потикнува слабењето и го стимулира варењето. Морковите се познати по витамините А, Б, С, Е и К. Тие содржат минерали на калиум, калциум, магнезиум и селен. Природно средство е кое го чува видот, го намалува ризикот од мозочни удари и има силно антиканцерогено дејство. Цвеклото пак обилува со витамините А, С и Б, односно со железо, бакар, магнезиум и калиум. Познато е поради своето благотворно влијание на срцето, крвните садови, црниот дроб и целиот систем за варење, односно како природно средство кое штити од рак. Овој напиток им ја враќа изгубената надеж на луѓето кои се заболени од карцином. Не е само докажано дека е корисен во лечење на ракот на градите, туку го спречува развојот и на секој вид малигни клетки на рак. Цвеклото содржи аминокиселина бетаин, која има антиканцерогени својства. Цвеклото е традиционален лек и за леукемија. Оваа волшебна напивка е голем пријател и на срцето, благодарение на лековитите својства на морковот, јаболката и цвеклото. Во сок од моркови се наоѓаат фитонутриенти кои потикнуваат поздраво срце, како што се алфа и бета каротен, односно лутеин. Благодарение на јаболкото, оваа напивка позитивно делува и на зголеменото ниво на лошиот холестерол во крвта, го регулира крвниот притисок и го штити срцето од разни болести.
Цвеклото помага и на артериите да ја сочуваат еластичноста и докажано го намалува холестеролот во крвта. Оваа напивка ја поттикнува циркулацијата и штити од срцев удар. Покрај ова, волшебната напивка поттикнува циркулација. Потоа го поттикнува варењето и помага во слабењето. Го одржува здравието на желудникот, штити од чиреви, го регулира празнењето на цревата, го лечи хроничниот замор, го продолжува чувството на заситеност и обилува со хранливи состојки. Природниот сок од цвекло, моркови и јаболка е ефикасен во чистење на црниот дроб и крвта. Има алкално делување на организмот и помага во чистење на црниот дроб од отровни материи. Помага на цревата да го исфрлат остатокот од сварената храна, го одржуваат здравието на бубрезите, а потоа антибактериските и антивирусните својства, тоест поради мноштвото антиоксиданси, штити од инфекции и запаленија. Истражувањата покажуваат дека овој сок има се што е потребно за совршена кожа. Помага во одржување на кожата чиста и без акни. Одлично средство е против запаленија. Ги лечи кожните заболувања поврзани со вируси и бактерии, како и алергиите. Богатството на природни состојки ќе го забави процесот на старење на кожата и помага кај брчките, сувата и оштетената кожа, односно, кажано со еден збор, го враќа сјајот и еластичноста на кожата. Со помош на оваа напивка можете да го решите и проблемот со суви, црвени и заморени очи. Природниот сок ќе ви помогне да ги одморите очите по долготрајна работа покрај компјутер и ќе го сочува нивното природно здравје. Обилува со витамин А и докажано е дека помага во зачувување на видот. Исто така, тој е природен сојузник против женските тегоби. Жените кои имаат силни менструални болки треба често да го пијат овој напиток. Помага кај болните грчеви и симптомите на ПМС. Воедно го надокнадува губењето на железо и го отстранува заморот кој е поврзан со менструалниот циклус. Ги слушнавме бројните здравствени придобивки на овој напиток, а еве и како да го подготвите. За негова подготовка не мора да се мачите со точно одредени количини. Според вашиот вкус можете да ставите повеќе моркови или јаболка, но употребите неизлупени плодови кои се органски одгледувани. Тие нутритивно се побогати и поздрави, бидејќи не се третирани со пестициди и други штетни хемикалии. Оние кои сакаат да извлечат најмногу корист од овој сок, треба да стават од сите 3 намирници во исти количини. Например, 3 јаболка, 3 цвекла и 3 моркови. Сокот направете го во соковник. Исечете ги јаболката, цвеклата и морковот и измиксајте. Напитокот не треба дополнително да го засладувате, но можете да му го подобрите вкусот така што ќе му додадете свеж сок од лимета или лимон, кој е богат со витамин С. На тој начин ќе спречите и оксидацијата на сокот. Овој сок треба да се пие наутро на гладно. Појадувајте дури по 1 час откако ќе го испиете. Напитокот можете да го пиете и по 2 пати на ден. Вториот пат испиите го до 17 часот попладне. Нутриционистите препорачуваат да го пиете полека и секоја голтка помалку да ја задржувате во устата. Третманот со овој сок треба непрекинато да трае од 1 до 3 месеци, ако сакате да постигнете долготрајни благотворни ефекти за вашето здравје. Еден од најголемите стравови на жените се брчките. Тие обично се појавуваат околу очите, носот, устата и образите, но не грижете се. Во следниот прилог ќе погледнете каква храна треба да јадете за да изгледате 1 година помлади. Храна против брчки. Вашето тело нема глас. Тоа ви зборува преку симптомите. Наблюдувајќи ја кожата, можете да добиете јасна препоставка што се случува во него. Се што правите и се што јадете се одразува на изгледот на кожата. Еден од најголемите стравови на многу жени се брчките. Фините линии на лицето го означуваат крајот на младоста и ниту една жена не посакува да ги има на себе.
Во обидите да се преборат со времето, жените користат најразлични козметички продукти и се подложуваат на најразлични козметички процедури, кои најчесто даваат минимални резултати. Но сите забораваат дека еден од најдобрите, најздравите и најбезбедните начини за борба против брчките е храната. Таа не може да ја исприше штетата што ја прават сонцето или цигарите врз вашата кожа, но докажано може да помогне да изгледате неколку години помлади. Еве која храна ќе ви помогне да ги излажете луѓето за својата возраст. Риба и омега-3 масни киселини. Лососот, скушата и другите мрсни риби се богати со омега-3 масни киселини, кои прават чуда за вашата кожа. Истражувањата покажале дека редовната консумација на омега-3 масни киселини го намалува ризикот од старење на кожата со 25%. Уште и оревите, маслото од канола и лененото семе се одличен извор на омега-3 масни киселини. Овошја и зеленчуци богати со витамин С. Британските научници, наблюдувајќи ги навиките за хранење на над 4000 средовечни жени, откриле дека редовната консумација на храна богата со витамин С го намалува ризикот од појава на брчки со 36%. Боровинките се одличен извор на витамин С и антиоксиданси и често се прогласувани за најдобри сојузници во борбата со знаците на старост. Затоа, вклучете боровинки или сок од портокал во појадокот, свежи црвени пиперки во ручекот и броколи во вашата вечера. Домати. Доматите се одличен извор на витамин С, но и на субстанцијата ликопен, која што представува природен заштитник од рак. Ликопенот го намалува оштетувањето на клетките на кожата и го намалува црвенилото. За најдобро да го абсорбирате ликопенот од доматите, консумирајте ги доматите со маслиново масло. Маслиново масло. Маслиновото масло е богат извор на олеинска киселина. Таа е една од масните киселини кои ја прават кожата еластична. Маслиновото масло содржи и други есенцијални масни киселини, кои што се борат против воспаленијата во телото. А витаминот Е и полифенолите кои се наоѓаат во него ги заштитуваат кожата од штетното дејство на слободните радикали. Јаткасти плодови. Многу јаткасти плодови содржат омега-3 масни киселини. Најчесто, овие масни киселини се наоѓаат во рибата, но јаткастите плодови се најдобар нивен растителен извор. Освен тоа, јаткастите плодови содржат и витамин Е, а докажано го намалуваат и нивото на лош холестерол. Зелен чај. Зелениот чај е високо на листата на храната, која што го помага убавиот изглед на кожата. Пите 4 чаши зелен чај дневно. Доколку сте чувствителни на кофеин, последната чаша испите ја пред 15 часот попладне. Еве неколку дополнителни совети. Наместо кафе пите какао. Голем број експерти сметаат дека кафето придонесува за појавата на брчки, затоа што го зголемува нивото на хормоните на стресот, адреналин и норадреналин. Од друга страна, истражувањата покажале дека антиоксидансите кои ги има во какаото ја заштитуваат кожата од штетното влијание на сонцето и ја подобруваат циркулацијата до клетките на кожата. Намалете ја консумацијата на шекер и бел леп. Јаглехидратите го зголемуваат ризикот од појава на брчки. Зголемувањето на дневната консумација на јаглехидрати со 50 грама го зголемува ризикот од појава на брчки со 28%, покажале британски истражувања. За оние кои рчат или пак спијат до некој кој им го нарушува сонот, еве неколку решенија кои можат да ви помогнат. Љубовта може да надмине се. Може да се соочи со најголемото зло и да го победи, да помести планини и океани. Не постои работа со која не може да се соочи љубовта. Освен можеби една – рчењето. За оние кои рчат или спијат покрај некој кој понекогаш знае пресилно да рчи и да ви го наруши сонот, постојат неколку совети. Спијте настрана. Кога спиете на грб, јазикот се релаксира и паѓа на кај душникот,
па го спречува нормалниот проток на воздух и може да предизвика рчење. Затоа, секогаш можете да научите да спиете на страна. Така ништо нема да го попречува воздухот да помине низ душникот и да навлезе во белите дробови. Обидете се да намалите некој килограм. Ако имате прекумерна тежина, постои поголема можност воздухот во белите дробови и вратот да поминува низ повеќе препреки отколку што треба. А посебно што прекумерната тежина исто така може да предизвика апнеа, пауза на дишењето при спиење. Добро издувајте го носот пред да легнете. Дишењето преку уста често доведува до рчење, па добра идеја е да научите да дишите преку носот. Како дополнување и сонот ќе ви се подобри ако научите да дишите преку нос. Употребете направа за отворање на носните шуплини. Постои можност исто така носните шуплини да не ви се целосно отворени, па тоа да доведува до рчење. Во аптеките можете да најдете посебна пластика која во текот на ноќта ќе ви ги држи носните шуплини отворени. Ослободете се од ринитисот или било кој медицински проблем со дишните патишта. Хроничниот синуситис, ринитис и бронхитис исто така можат да доведат до рчење. Па ако претходните решенија не ви помогнале, може би е добро да проверите случајно да не имате никаква хронична болест на дишните патишта. Затнете ги ушите. Ако ништо друго не ви помага, постои опција затворањето на ушите со тампони. Но ова не треба да го практикувате секој ден, бидејќи ушите мораат да ви се одморат и релаксираат во текот на ноќта. Природни лекови. Може да ви помогне и чајот од коприва. Сварете една шолја сушена коприва во 2 шолји вода и секоја вечер пред спиење пиете по една чаша. Добро исчистете го домот. Рчењето може да биде предизвикано и од различни алергии, па важно е добро да ја исчистите спалната соба. Внимавајте на исхраната. Избегнувајте тешки оброци и алкохол пред спиење, бидејќи и нездравата исхрана може да доведе до рчење. Спијте во посебна соба со партнерот. Звучи екстремно, но навистина може да помогне. Овде е и крајот на денешнава емисија, а она што вие треба да го направите, внимавајте и применувајте ги овие совети. Ве оставам во добро расположение. Се гледаме и утре. Пријатно!